Општина Прилеп започна со мерење на протокот на сообраќај на повеќе крстосници во градот, со помош на дронови, а со што ќе се утврди точно кои мерки и како треба да бидат превземени на тие критични точки, каде што сообраќајот се одвива отежнато во текот на шпицот или ударниот час на денот. Измеривме неколку крстосници каде што има сериозно загушување на сообраќајот и со бројките има софтвер на Технички факултет кој што ќе ги преброи и ќе ни даде најсоодветно решавање на тие критични точки кои што ги имаме во градот. Со тоа директно би подобриле на безбедноста на сообраќајот. Имаме детектирано други крстосници каде што се вози со зголемена брзина на движење, тука одиме на иновативна техника, односно на стеснување на визурата и промена на текстурата на коловозот. Изработката на сообраќајна студија за Прилеп ќе потрае неколку години. И истата ќе биде вклопена во новиот генерален урбанистички план. Инаку најкритичните точки во моментов се крстосниците кај Чумовчани, крстосницата кај новата автобуска и крстосницата кај интернатот. Најбрзо би се започнало со решавање на проблемот на крстосницата кај новата автобуска станица. Најпрво ја разгледуваме и бараме мислење од Технички факултет за крстосницата кај нова автобуска станица, затоа што во шпицните часови таму невозможно без чекање од 15-20 минути да се помени таа крстосница. Бараме решение, предложивме ние кое размислување го имаме, но бројките ќе го дадат конкретното решение затоа што има параметри како се уредува една крстосница. Горниот прак 1200 возила на час за да биде кружен тек. Ако ги надминеме тие параметри, согласно моево скромно искуство би ги надминале, тогаш ќе бараме понуда на друго решение. Се очекува до крајот на мај комплетно да биде уредена крстосницата кај интернатот, а испитувањата треба да кажат дали крстосницата кај Чумовчани ќе остане семафоризирана или ќе се гради како кружен тек.